Почитувани гледачи, добро вечер. Повторно со вас вашиот домаќин, вашиот водител, Боби Серафимовски на К3 телевизија, Серафимовски шоу. Верувам дека вечерва се чувствувате прекрасно во своите домови, дека уживате во програмата на К3 телевизија и верувам дека вечерашната емисија ќе ви биде интересна, затоа што секогаш имаме интересни гости. Почитувани гледачи, да не забораваме да кажеме да ги поздравиме нашите генерални спонзори, музичко-едукативниот центар Студио Серафимовски, кој што започнаа со работа и кој што навистина имат многу интересни моменти од самото отварање. Ќе имате прилика да видите инсерти од самото отварање на Студиото Серафимовски и музичкото училиште. Да кажем дека се наоѓаме во ланч бар Франш, центар на градот, прекрасна атмосфера, секогаш удобно чувство и одлично расположение. За вечера, почитувани гледачи, имаме специјален гостин, на моје големо задоволство, верувам дека и на ваше големо задоволство. Брендот на нашиот град, брендот на Македонија, почитуваната моја драга колешка, уметник во вистинска смисла на зборот, артист, уметник, пејач, Маргица Антевска. Добро вечер, Маргица, наистина ми е драго што вечерва имаме прилика да договоруваме и да бидеш наш гост, може на ти, нели, бидејќи се знаеме одамна, да бидеш наш гост во Серафимовски шоу. Добро ден. Фала ви на поканата, поздрав до телевизијата К3 и што да кажам, многу убава атмосфера. Верувам дека имаш прилика да ја следиш програмата на нашата телевизија. Ја гледам, како не, и гостите, и емисијата ви е прекрасна. Што е да збор, стварно. Во самиот стар бренд. Да. И мислам дека со толку успешна кариера која што е зад тебе, навистина самиот со самиот збор бренд нешто значи. Па ако почнам, ќе изгледа дека да се навратиме малку на почетокот. Јас сакам да кажам дека колку пати ова сум го кажала, ама секогаш си држи тоа дека треба да се повторува за да не се заборавиме. Па некоја далечна 71 година, односно да се вратиме кон корените прво, кон моите родители кои што... Тоа сакам да прашам. Да, мама и тато пеја во градскиот хор наш Куманово со диригентот Јоко Симоновски, во Магдалена Антева хорот, мама пееше со женска група хор, тато свиреше на тамбура, пеја, свиреја, прошетаа цела Европа. Тоа знам дека имам ситни спомени до ден денес ги чувам. Едно пришано мече и други, меѓу друго, скромни, ама убави успомени. Тоа време, тоа беше одамна. Ете сум наследила ген од моите родители. Јас пее во хорот на прво во 8 до 8 деление, потоа гимназијата, пак со професорот Часле Трипковски и имав тука соло точки, убаво беше, тоа беа училишните денови. Кога се запишав на факултет, исто почнав во хорот Мирче Ацев, кај Драган Шуплевски диригентот, тука пеев година и пол-две. Хорот Мирче Ацев тогаш прерасна во радиохор. И како што умееме да велиме их да се вратаме едно 30 години назад, колку сега 40, да не заста. Не, да кажам да сум останала во хорот, би била можеби хорски уметник, професионален пејач, во хор и операта во Скопје, навистина пеев и тоа беа убави денови, меѓутоа се заврши факултетот, се врати во Куманово. Така беше со хорското пеење кое ми е основа на се и на децата. Денеска им зборувам дека хорот многу значи. Еве се бават тие, ќе ги вметам малку Марко и Милена со едно детско хорче. Колку ќе им успее, дај Боже нека биде добро. Децата да сакаат да пеат, скромен е почетокот, тие даваат напор. Сега се зависи од љубов, од ентузијазмот на самите дечиња, на самото хорче, дали ќе се возвиши да биде доволно е, не мора да има многу деца, али да се заинтересирани и да работат. Значи, љубовта кон музиката, вие ја наследите од вашите родители кои потекнуваат, значи беа надарени за музика, беа, како што велите, помина целиот Балкан и Европа со музиката, нели?
Мама, тоа со хорот, да, со професорот Ѓоко Вашиот Симоновски, а тато работеше во театар како сценски уметник и глумец, Воленче Кумановче. Меѓутоа, јас избегавам за него да зборам, многу ми се во грд спомените. Тој и пееше, и свираше, и беше Уметник во правата. уметник во правата сме. Ете така. Така. Значи сега се навраќаме на твоите почетоци, Да. на она кога тргна со музика да се занимаваш. Веќе 70-те години се појави првата Да. студиска снимка, ако не се лажам. Па пак беше тоа во театар, еве накратко се тоа ќе го скужити што велат србите. Се одржаваше некоја аудиција во театар и јас не тука мојот татко не беше, тој ми рече дошло од Скопје, отидов јас, ја отпеав и фигоеј. Тогаш преку таму радио објавија Маргица Антевска примена, нека дојде во Скопје. Добро. Ја снимив Love Story и таа Love Story ја отпеа во театар, симнувајќи се по едни скали што ги има Народниот театар во Куманово. И така, тоа беше прва моја снимка. Ете, еден почеток, Тоа беше- некаде 70. Тоа беше демо снимка, без студиска снимка. Не, потоа направија, навистина студиска снимка направивме и јас се симнував по скалите, меѓутоа тоа го нема, тоа го има во некоја фонотека. За жал, не може да многу го- песни такви нема. Потоа 71 година ми понудија, ме повика од Скопје да ја отпеам Сашка Петковска, за жал, не е меѓу нас, таа требала да ја отпее еден ден кога се влюбам. Музика Љупчо Константинов, текстови не заборавив, може да се потсетам, али се заборава. И јас ја снимив и рачунам дека е тоа, јас по мене, некој почеток. Love Story си остана во тие рамки, исто снимена студиски, меѓутоа како старт, таа ми е еден сега ден. Да те прашам, како беше чувството кога прв пат влезе во студио, кога ја сними првата снимка и кога за прв пат го слушна својот глас Гледај, како Боби, финален производ? Мора да имало импресии. мене ми е се нешто како сон. Јас ако ти кажам дека сега, еве, преку овие интерни мрежи, ајде Фејсбуци, Твитери, кои што има, имам јас тука некоја скромна мрежа, повеќе со домашни миленичиња, кога ми прати Славе Димитров пред, нема еден месец, песна од Се гори за тебе, јас како, јас ли сум, кога е било ова, како ни сон. Значи, мене ми сите тие работи што ми се случиле, многу од нив, како да она што буквално прохуело са вихром, кога е било и како е било, дали е тоа премногу брзо се одвиело онака сите тие почетоци. Мене ми се така, како во некоја меморија подзаборавени, ама ужасно добро. Знаеш како, не можам, нема зборови за тоа да се опише. Исто е најдовме снимката од Опатија, покасно ќе се навратам на тоа, таму со Миодраг Божиновски групата, како летиме со еден чамец низ Јадранското море, сега да ми речеш, ајде качи се лети. Не би се никогаш качила, меѓутоа, ете така, тоа се што се случило, па не ми е било, не сум имала никогаш ни трема, ни страв. Едноставно, така требало да биде, секоја слободна сум одела на секаде, кај што ќе ме повикале и ете со Господ напред. Тоа што јас не го знаев, мојот драг професор, за жал кој не е меѓу нас, Да. почитуваниот композитор, легендарниот Миодраг Божиновски Миче, и вие сте многу добри пријатели, биле и Да. веќе од времето, нели? Да. Од младите години, и имавте група, нели, кој што рековте настапувавте заедно на фестивалот во Опатија за Евровизија, така? Добро, ќе одам поред, ја рипнаме 71-та, ти реков, настапив 72 година на Скопскиот фестивал и тука беше со една песна исто девојка, добив награда како дебитант, за да не скокам за година-две. И на 75-та година со групата Боми, Божиновски Миодраг, брат му тој, една женска особа која некни на сликата никако да се сетам која е, таа се повлекла од пење, значи тогаш само пеела со нив веројатно. И јас уклопена, затоа што не сме пееле заедно. И таа мелодија ја избра да биде за во Опатија, за избор на песна на Евровизија, Македонија да ја представува. Голем успех. Огромен успех. И тогаш ние, значи Мичо, Бог
опрости, по-наше да си кажеме, зашто навистина Како човек не голем сме човек, голем. Во секоја смисла на зборот. И јас секогаш се навраќам назад, велам дека не е се во парите, него е во луѓето и точка. Отидовме таму, отпеавме убаво, солидно, ништо грешка. Мислам дека победија Пепелин крили, како беше таа година, полно луѓе се сеќаваат или не знам кој, група од Словенија. Ние си отпеавме, знам дека беше зима и дека кога стигнаме во Опатија гледаме она море убаво, топло време. Се сеќам како вчера на господје си шета едно кученце, еве ова е вистина и како меморијата служи. Кога дојде во Куманово, ладно, онака снег, студ и Различна клима. скроз различита, али сепак срцето ми биеше, си дојдов дома и ми беше убаво и таа песна остана, доста сме се лажеле. Мислам беше дека е Мило автор, не, мислам дека е Ославе Димитров. Да, тука имаше запишано во тетрадка, само со групата Бомија отпеавме и неговиот брат Мирослав Божиновски. Ти реков, женската особа, ни името не го дознам. Би сакал да прашам, тоа сепак се случувало во годините кога музиката на некој начин имаше еден успон во смисла на зборот дека продукцијата беше многу голема, се појавува многу хитови во тоа време и сепак се работеше за една голема држава од 6 републики и многу помалку телевизии во завис од сега. И секој настап беше настап, со еден настап се чувствуваш како звезда на некој начин, бидејќи те гледат многу голем аудиториум. Па цела Југославија, да. Како вие се чувствувате во тоа време? Дали имавте на некој начин чувство дека сте звезди не само во Македонија, туку и надвор од Македонија? Во тогашната Југославија, да кажем. Па не. Многу имаше другарство, многу имаше скромност, многу имаше едноставност меѓу сите, почитување. Ние сите се дружевме, еве, во тоа време, тука стои напишано во книгата, јас имам убави зборови напишано, Здравко Чолич и не да почнува. Не да од Царево и тој од Царево. Сега малку нивните школи, нивната уметност, нивните одскочни даски стана. Јас отидов во студио 6 пак во Нови Сад, отпеав, добив прво место после неколку емисии. Тоа ми беше одскочна даска за да учествувам на емисијата Максиметар, која беше во рамките на цела Југославија и траеше па неколку месеци. Водител беше Драган Николиќ. И почнав со исто таму на една аудиција во Скопје, како почнав, како ме дознаа во Белград, отидов пак ја отпеав If You Go Away. Некако таа песна ми дојде 3-4, ајде. И ме повика од Белград, Радослав Грајич ме повика. Отидов, отпеав и они ми рекоа, ајде, почна да стигаат телеграми, долазите сваки петак, па сваки други петак, како напредуваше нешто слично како сега овие дечиња што се надпреваруваат над Звезде Гранда. Само за разлика од тоа, ние, еве, тогаш имаше мобилни, се беше некако, затоа ти викам, беше некако поедноставно, поскромно, трема. Јас никош трема не сум имала. Идев со еден воз во петок и ке отидев до железничката, одев во Земун кај роѓаци наши, ке преспиев, во сабота снимавме, во недела се враќав назад. Сега од таа мамутска серија, јас после толку месеци освоив 3-то место. Беше прв, името му го памтам, Маријан Дугец, од Крагуевац некој дечко, веројатно сега да е ова телевизија да се гледа, може човек тук да се сети. Газмен Паласка од Приштина и јас како 3-то место. И на мојата емисија, што една моја братучетка од Лесковац ја нашла, ја снимила и кога ми ја даде, таа снимка не се плаќа со никакви пари. Ама со никакви. Јас да се видам 70 и која година, ја имам како не, ја пеева од Бранџулица една жена. Ја пееше во кавер верзија Здравко Чолич на еден од скопските фестивали. Јас ја отпеав со нивен во живо, дувачки, оркестар белградски и како гост, зашто требаше си повикаме гост, ми беше Гоце Николовски. Тој ми беше гост и така, тоа беше Белград, ми понудија да останам, тоа е вистина, еден, тоа време, дечко, млади, па ми понудија, остани,
Вероvatno младост, збунета, тука јас, некој страв во мене, па како ќе биде, не знам што е било. Јас си се вратив дома, односно, добро, Скопје беше тука, не ме остави од македонската телевизија и така, уствари, дојдов во Македонија, Белград останат зад мене, што и плюс и минус, али не жалам затоа што еве тука оформи фамилија, се омажив, заврши факултет и така. Јас предлагам сега да направиме една мала пауза. Одиме со некоја снимка од нашата режија. Секогаш во нашата режија имат изненадувања, верувам дека и овој пат ќе имаме изненадување. А потоа, почитувани гледачи, ќе се вратиме во ланч, бар, Франш, каде што го правиме во интервју во прекрасен амбиент. Значи, одиме со една снимка од режијата. Нешто си ми сокрила, не верувам со други да си била. Mi preparlar a samio civinovе, me ostavаш да те чекам веќе. Доста сме се лажеле, доста јас, доста ти, се што сме си кажале, било лага, признай ми, па да си веруваме, сакаш ли, само престани за тоа дека ме рекеш ти. Доста сме се лажеле, доста јас, доста ти, се што сме си кажале, било лага, признай ми, па да си веруваме, сакаш ли, само престани за тоа дека ме рекеш ти. Mi prefrlaš, a samиот си виновен. Ме оставаш да те чекам без ден. Огледај ме, за нешто си ми сокрила. Не верувам со други да си била. Доста сме се лажеле, доста јас, доста ти, се што сме си кажале, било лага, признай ми, па да си веруваме, сакаш ли, само престани за тоа дека ме рекеш ти. Доста сме се лажеле, доста јас, доста ти, се што сме си кажале, било лага, признай ми, па да си веруваме, сакаш ли, само престани за тоа дека ме рекеш ти. Доста сме се лажеле, доста јас, доста ти, се што сме си кажале, било лага, признай ми, па да си веруваме, сакаш ли, само престани за тоа дека ме рекеш ти. Доста сме се лажеле, доста јас. Почитувани гледачи, ете, како што рекол, секогаш имаме изненадување од нашата режија, дечките кои работат таму секогаш се спремни да не изненадат со нека интересна снимка. Ние сме со нашиот гостин, Маргица Антевска е тука со нас. Да не забораваме да ги поздравиме нашите генерални спонзори, Музичко-едукативен центар Студио Серафимовски, кој што рековме почна со работа.
имаат многу интересни дечни ученици кои што ги изучуваат сите инструменти, а во оваа прилика би сакал да го поздравам господинот Вајко, собственик на ресторан Грација, кој што даде поддршка во самата промоција на едукативниот центар и денот кога почнавме со работата, значи еден поздрав до господинот Вајко и ресторан Грација. Ние се враќаме, како што реков, со нашата гостинка, почитуваната Маргица Антевска. Маргица, за тебе велат дека си пејачка со ангелски глас. Во што се крие тајната на гласот? Дали тоа е природна предиспозиција да си има таков глас или постои некоја тајна, можеби? Како го негуваш гласот? Како тоа да имаш ангелски глас и не. така да звучиш? Тоа си е само Божја дарба. Ете да Господ така ме надарил, како што можеше мајка ми да рече, кај си била за плетење, кога дедо Господ делел дарби за плетење. Дали веруваш дека пејачи се раѓа, дека не се учи пејач да бидеш? Треба дарба, конкретно во мој случај, ете, веројатно и од мама и тато сум наследила и така, реков ја, Божја дарба треба. Ама, по мене треба и работа. Те видиш, пред малку спомна во колку хорови сум пеела, каде се и во Скопје. Значи ти, ако не негуваш тоа, ако го затвориш во себе и земеш да си плетеш, да си правиш ручок, добро, ти ќе бидеш добра по тие дејности, ама Гласот треба се негува, дефинитивно треба. да се чува, Ама да се јас пази. не сум го негувала, ја природно не пушам, не пијам ладно, еве и сега ова сокче ми е пријатно, млако е, затоа што одма засипнувам тука во грлото и немам потреба, не пушам и тоа е тоа, немам ништо специјално за гласот, дур трае, да се Предпоставам дека ти работа. годи кога ќе кажат ангелски глас. Навистина, јас сум слушнал еве и од мои роднини. Па кои да, што така знаат, пишуваат, мајка ми да. исто те знае многу на Фала. Маргица, значи навистина вика има уникатен глас. Па добро, Гласот имам не се ја специфичен. некоја нежна боја, што, например, кога пееме некаде, секојаш треба да ме појачаат, зашто ако остане на некој грлат пред мене машка особа што пеел, мора да ме појача зашто ја пеам тивко. Па умеат да ме спорадат, еве сега да не биде, али кога зборуваме некојаш, Нина Спирова има таа боја на глас, што е во Германија сега, и Терезина боја, што пак не значи дека начинот на кој Тереза пее, па ја го имитирам, така да само ете таа некоја ситница повеќе Има би некоја нишка која е кај поврзана. Нина Спирова повеќе се наоѓам, ама не е тоа имитација, тоа си е мој начин на пеење. Така ете, тоа е тоа и емотивен. Викам јас, ако сакате да легнете, да уживате, пуштите тихо, слушајте. Ако сакате да скокате да играте, Пуштите тогаш ќе си пуштите друго нешто. Ти си емотивна особа, емотивна Па личност сум. која сака емотивни песни и песните ги навистина ги носиш од срце. Ги носам многу во срце, што некојаш и на моја штета е. Кога продолживме со, ако веќе продолжуваме за музиката, јас, добро, ме презема македонската телевизија, мислам како свој уметник. Јас почнав со забавни, пеев и снимав и многу снимки имаш и сето. До 84 година добивав награди, ајде, и тогаш, за жал, татко ми почина, јас малку стопирав тие неколку години. Сосема се изолирав од буквално од се. Претходно бев мажена, ми се родија дечиња и ме сретна Миодраг Божиновски 91 година. Еве затоа го спомнувам не радо, ипак тоа боли кога се спомнуваат луѓе што ете посебно имаш како да кажам респект, почит што се врзувате нешто за нив. И рече ти каде си треба да продолжиш да пееш. Да работи во продуцијата на македонска радио. Да, тој почна и баш сеќам кај ме сретна ете таму кај што живеев. Мислам почна 80-ти години. Па Миодраг Божиновски почна 87, ако не се лажам, 88 година. Веќе влезе од Да. музичкото училиште, се префатил околу годините веќе заборави. И ми рече, ма има да продолжиш, еве. И тоа беше 91 година, ој Туѓино, тој ми ја напише, ке пееш, вика, на Валандово, јас ја отпеав. Песната и до ден денес стварно ја сакат, еве, ајде, ој Туѓино е Многу песна, емотивна песна. така, прекрасна песна и слава му и фала му, да не зборувам многу зашто рекоме, емотивноста не е тука. После него пак пееше една година на Валандово, после да го скокнеме Валандово, бидејќи малку му се налутив, втората година
не била песната соодветна за таму, не знам што, а викам чим не сум ја за таму, не пеам веќе таму, мислам без коментар, секој. Важно, серенада на широк сокак. Настапував неколку години и секојаш добивам награди. Тука имаше една што ја делевме со Гоце Николовски, јас се пееш Милове се сино небо, тоа пееше Серенада. Потоа пак другата неколку години. Исто настапував на фестивалот Војнички чекорници, што за жал, огромна, еве, нема, не постои во Македонија. Много интересен фестивал. Прекрасен. Една година пее во Љубомир Бранџулица, Заветна. Таа песна е за, може химна да биде, навистина. За Македонија со хорче позади. Хорче од женски гласови, прекрасно. И друга година од Љупчо Трајковски ФИС. Уште некоја година траеше, сгасна тој фестивал. Потоа пеев, имаше една струмичка пролет. Го имаше неколку години, убаво, настапов. Еднаш или два пати настапив. Настапов на Госе Фес. Имам 11 песни, 10 или 11, сега не ме фаќате за збор. Она како беше одговорно тврдам, без наменско на пири не ги тоа, затоа што такви се текстовите кои ми ги дава. И без бомби куршуми. Песни за нашата татковина. Песни за Гоце Делчев, за мајка Султана, која пак организаторите секогаш ако се оди на гробот на Гоце Делчев, таа, зашто мајка Султана е една песна премногу убава и мајка, која, ете, напишан текстот на Благоја Здравковски и така натаму. Тука реков имам 10-11, престана во овие неколку години, не пеам, затоа што и фестивалот некако почува се да губи, не знам што се случува овдека, ова наша мила Македонија. Интересно да кажеме тоа дека и покрај толку многу композиции кои што имаш направено, имаш снимено како студиски проекти, како синглови, Да. што за продукцијата за македонската телевизија, што во некои своји приватни аранжмани, за жал немаме конкретен носач на звук, да кажеме дека Маргица, да кажеме, има дадено 2 или 3 носачи на звук, да кажеме касети или CD во тоа време. Епа, Дали можеби фалеше некој момент или некоја иницијатива на некој од уредниците да го направи тој чекор и да каже еве сега нормално. ќе направиме Нормално. 12 песни и ќе ги ставиме на носач на звук. Мислам Треба- дека тоа е еден голем пропуск. треба да кој се за жал прашаат направи. тие сите, ете, кој работат. Да не заборавам на Скопскиот фестивал да го спомнам, бидејќи Серенада, тоа ми беше на ум, сега не знам кој друг. Али, кога снимавме песни, тие песни се вртеа на големи ленти. Од тие големи ленти тие може одма да ни ги извадат песните снимени и да ги имам. Не беа тоа само фестивалски песни. Јас, например, пеев преработени македонски. Останал Колјо Сираче. Тоа е една толку убава песна, стварно убаво ја отпеав. Кај да ја најдам? На интернет ми пишува почесто некој господин од Германија, од каде. Господи, јас сум од Шлегово, Кратовскиот крај. Еве. Бе молам таа ваша Ушлегово куќа Шимширова. Ја имам одпеан. Како да ја Не најдам? може да се најде интересна работа. Таму е некаде. Не може да се најде на YouTube, не може да се најде никаде. Нема ја таа, нема ја остала, Мамо кој чука на порти, прва што ја отпеа, меѓу другите, прва од тие народни обработени. Со Евто Пупиновски дуети. Кои беа, заборавив. Со Ристо Краповски. Нема. Тоа е се таму некаде. И јас сега викам, ај да кажеш, еве повелете, ако треба некој да даде некој динар, како да се изразам, Средство за да се ситно некој знае, некој, извинете господине, вие работите тамо, дајте ми ги, тие се мои песни, прво оние старите од 70 што зборувавме, тие се забавни, па 8, 9, 10, така нешто беа, од кои најдов 4, уште 5-6 ми фалат. Јас се некаде во фонотеките на македонската радио. Јас се јавив на Слави Димитров, Миче, пак ќе го сакале, не ќе да беше жив, може би тој ќе можеше пода, ама тоа ти е тоа. Не се интересираат денеска по мене, еве што се случува. И една касета што направив, ми ја направи еден бизнисмен, да речам, кој сакаше, али нешто роѓак ми беше и рече,
ajde, jaz ке ти направам една касета, односно плати пари, што потоа дознав дека и не требало да се плати сега, да не бидам таква, ама да. И таа касета ми е со колку таму 12 песни, од Звездо носи назив, зашто таа ми е. Меѓутоа, таа нема издаваш таа касета. Тоа е направена касета која треба да биде издадена. Да, таа е издадена од МРТ, Македонска радио телевизија. Значи, имаме еден носечен звук. Тоа е носечен звук и толку. Другите песни, јас успеав некако да ги соберам, кои вака, кои по оригинал, кои од Серенада Битола се не се снимани студиски, него се овака. Па направив од 18 песни на CD, моја, како беше, пак од Звездо ми носи назив, а другите ги собрав од Гоце Фест, па напишав Моја Македонија. И тие се песни што ми се драги и одпеани, и така да си направив, може да се слушаат, не е лош снимакот воопште, може, ама како што гледам со ново луѓето што прават, не можам играчки, нели да си играм, а најмногу што ми е пак исто мака, еве за овие првите што може да се вклопат, нели забавните. И тоа е тоа. Антологија. За на моја радост, да кажам, или мерак е голем збор, мерак по кубановски. Јас 2011 година, навистина со помош на градот, општината нема тука што, некој треба да ти даде, да те помогне, еве нека ми помогне, некој за Скопје, тоа е тоа, ти си ми помогна тој. Ми овозможија 40 години од кариерата да направам концерт на кој гости ми беа Ефто Купиновски, овој, да, Ристо Краповски, Нино Величковски и Сефедин Бајрамов од Битола. Ме вика сестро затоа што имаме една родителска љубов, кој срцето го пара, е така. Го направи тој концерт со групата Бисерика и се моите деца, помалку се занимаваат онака, ете, нели, со музика. И концертот испадна многу успешен за мене, така го почнавме, ај како ќе биде, ама испадна супер, затоа што ете, јас сум задоволна лично. Да не е добар, не би спомнувала. Така. Маргица, јас предлагам сега направиме уште една мала пауза. Да. Повторно да одиме од нашето студио со една интересна снимка, како што реков, секогаш имаме изненадување од нивна страна. Што не гледачи, останете со програмата на К3 телевизија, ние повторно се враќаме со нашиот драг гостин вечерва. А до тогаш уживајте. Ideš moku mlečnu ti, no te sećavam jas, dojče korvo noćta vzanes go slušam, tihko sopritaj glas. Činam, sonam, stvarno je se, ne dođaš sam, bezgranična ljubav za mene čuvaš, naša je noć da znam. Bezkrajno plamke razgoniš ti i srce do moje će gori. I noćba znam će vide me sni, što budno ke sonat do zori. Si od toga ne sjeta ljubov, gorat se za tebe, stera sve to ti nudam dragi i nudam se. Bezkrajno plamke razgoniš ti i srce bo moje će gori. Ideš momku mlečujno ti, no te sećavam jas, dojče korvo noćta, zalesko slušam, tihko sopritaj glas. Činam, sonam, stvarno je se, ne dođa sam, bezgranična ljubav za mene čuvaš, naša je noć pa znam.
Значи, се враќаме во нашиот разговор, како што рекол да посетам уште едно, дека сме во Ланч Парк Франш. Поздрав до нашите домаќини, секогаш срдечни со нас. Наистина интересна атмосфера, убава атмосфера. А и одличен гостин кој што наистина заслужува и го задржува вашето внимание пред вашите големи или мали екрани. Маргица, ние продолжуваме да се разговарат. Си направи убав муабет. Па баш убав. Предмалку имав прилика да ја разгледам твојот споменар или театрот Да. кај што ги имаш залепено и ставено на твоите интервјуа, Да. наистина многу бројни интервјуа со многу фотки со многу познати личности, автограми, пријателски од Здравко Чолич, од не знам кои се звезди од бивша Да. Југославија. Да. Навистина зад себе имаш успешна кариера, многу настапи, многу насловни страници на познати пишани медиуми и така натаму, многу настапи. Го заслужуваш зборот звезда во Македонија и да си биде звезда во Македонија не е едноставно, не. Сепак за разлика од звездите на едно светско ниво, Да. како што се во Америка и во Европа, звезда во Македонија е нешто поинак. Меѓутоа, задоволството претпоставувам дека е големо со тоа што толку многу интервјуа, како што реков, толку многу насловни страници, толку многу успешни моменти во твојата музичка кариера. Знаеш, јас како ќе кажам, пред се задоволството е што толку години ме вика луѓето 2 пати неделно, 3 пати, ајде дојди, спремна е песната, ке пееш. Дали студиска преработени овие што ги пред малку спомнам, дали фестивалска. Потоа, јас до сега и ова е, јас реков еднаш, никош не лажам и не знам да лажам. Не сум дала ни денарче, не евро, денарче. Секогаш ме почитувале, значи веројатно мојот глас, може скромноста некојаш не е врлина, меѓутоа во мојот случај рачунам дека се склопило во едно. Ете, тој мој глас, таа скромност. И јас не сум одбила никаде да пеам, ми се допаѓале песните, пишувале песни какви ми одговарат на мене, без да ги платам, без да нешто учествувам јас во тоа. Меѓутоа, ете, остана само таа мала замерка. Тоа пак се до поголемите луѓе во Скопје, не знам јас до кого, што можеш едно CD да се направи, едно DVD, тоа го рековме и да не се за... А инаку... Може во наш интервју ќе има некој јавување и реакција. Па може, некој, да, нека се заинтересира, некој бизнисмен и нека направат. Се шегувам, јас, па добро. Ја реков, си направив за себе и јас сум многу задоволна тоа што го имам, меѓутоа убаво е да имаш нормално, укоричено, така. Али, и види, тој збор звезда не ми се одвествува на мене. Па и странските звезди се, да, кои полнат огромни сали. А ние овдека, еве јас, да не го одржав тој концерт во Куманово, ми нудеа во Универзална, пред да снимаме, ти реков, ама ми рекоа, Маргице, ќе пееш на плейбек. И јас им реков дека на плейбек не сакам да пеам, сакам да си пеам, ајте така како ја замислувам на мој начин. Ако треба, мои песни, дело Тереза, дело други тие што ми лежат на душата, и таков ми беше и концертот тука. Тоа е тоа и не знам, се случува кај мене така спонтано и случајно. Не замислувам некој филм голем во главата, затоа што, за жал, па поготово денеска парична ситуација кај луѓето е многу тенка, тешка, како да кажам. И сега јас, луѓето ме паметат на време и по тие песни, и денеска сум пеела на многу настапи и секојаш биле задоволни. Да сум видела дека не се задоволни, може би престанала. Не сакам кога некој ти каже не чини, али гледам на смејани лица, тогаш добро ќе продолжам. Па сега и денес се наоѓам, макар да послабо, али по некоја песна свирка, како да кажам. Успешна кариера, меѓутоа круната на целиот твој успех е твоето семејство. Да. Твојата фамилија, која што имаш, секогаш си имала подршка од твоите најблиски во твојата музичка кариера. Сега имате и принова, внуче, така ли? Кога се слушаме на телефон, ми рече дека си со внучето, дека си играте.
Мислам дека срцево е исполнето со љубов, со Тоа среќа, ми е со сонце. големо задоволство. Внучето ми е сонце, Вашите дечиња мое, се така ете так. музички надарени, познати музичари во градот. Прво пак ќе се вратам дека мама и тато ме поддржува. Едноставно ништо не ми велеа, не ми стоја на патот. Тие како некој позитивен ветер дува кога одевна кај Белград натаму. Потоа кога се омажи во 82 година, исто мажот ми, само што он е малку како јарец во хороскоп. И јас сум Малку, јарец во така, да сум пази што ќе облечеш, дисциплинирано тоа се да биде, а тоа делува не затоа за што не, па на екраните не треба да изгледаш ти Така. како до тука до оваму. Сега децата, Искористив прилика да го поздравиме во нашата емисија. па поздрав. И добар пријател исто. Еве поздрав. А децата што наследиле, музиката не се купува со пари, веројатно од мене, и завршија музички факултет. Марко магистрираше на клавир кај Беше пианист. он магистрираше кај професорот Романов во Скопје. Тука добро му е во Куманово, мислам луѓето прават кариери, меѓутоа добро. Милена заврши исто музичко, теоретски смер. Колку се среќни што вашите дечиња? Деца, тие се да. веќе, Милена се Она омажи, по да, вашите се стапки, омажи. По твоите стапки. Па не Се знам, занимаваат со музика знаеш, професионално. некогаш Боби знаат така малку да ме пецнат. Нема да се лутат, знаат да ме пецнат. Ја ќе речам, ме заборавивте. Као, чути, сега моето као да поминало. Не, знам дека тие Има многу образ. јас сум ги водела со мене секогаш и во телевизија, поготово па Милена, на тоа време се вртеа тие барабани на едно време Силви Бенд кога пеа, она како беше. Така да мислам дека им е позитивно затоа што умеат да ми кажат еве сега не сакам да именувам, биле таму и биле онаму. Чак и зетот рече ви зето да поздравам и целата фамилија, а на унучето што да му кажам, милна баба, тој се вика Јован. Дали Јован има Јован- нагласа за музика? Дали се чувствува нешто вака да реагира? Само да завршам, биле некаде и им рекол тој господин, а се извинувам како се прозивате, така и така се прозиваат, Митковски, Стројмановска Милена и која ви е мајка Маргица Антеска што пее, и било нешто толку позитивно и толку добро, чак што више ја запел на Лудова Јоване. Сега мојот Јованче да ми е жив и здрав и сите да дочекаат таква радост. Седнува стои сега малку, јадевме по стопалјки да одиме и по Кумановски. И сега цупка на клавир, со Вујче многу се играат и свират. Мајка му нема време, пошто трча ваму таму секаде. На работа со Хорчето и Марко исто, ама он ќе успее Ујче да најде време. И тогаш он прави, свири нешто и некни лудувавме за една минутка, пеевме нешто. Не знам, неки жив и здрав само, па ако има слух на баба му, на Вујче, на мама. Ќе проработи музички. А и татко му уме да запее нешто рокерски, така за... Ке биде талент. Нека живи здрав и нека ми носи радост, дур кажа Да од видиме сите Господ. живи и здрави. Тоа е Сите. така. Ние Така. некаде имаме уште многу теми за разговор, меѓутоа мислам дека на некој начин го сликавме твојот живот во кратки црти, твојата кариера, што се уште трае и верувам дека и натаму ќе се случуваат убави моменти во врска со твојата музика и со твоите интерпретации. Тука некаде, значи, ќе дојдеме и до крајот на денешниот наш разговор. Наистина се чувствувам супер со вас, со тебе, што денеска ми беше наша госта, мој гост. Дали за крај една порака до нашите гледачи, значи се гледаме ние во Куманово, Да. гледаме емисијата во Крива Да. Паланка и Кратово. Наше Гледам и јас, да. И поздравиме паланчани. Па еве, Петровчани. маж ми од Крива Паланка. Ето, Мојот маж е од Крива Паланка. Поздрав до сите паланчани. Ево Кратово немам. Таму немаме Јас сум од роѓаци. фамилија во Кратово, ги поздравувам сите Кратовчани. Сите, ама ги поздравуваме. Така. Од Паланка, од Кратово, по линија и на свекорми и на свекрва ми се од Паланка. Меѓутоа, мислам дека и свекорот на Милена е од таму. Сега таман најдовме пуно роѓаци. Одлично. Поздрав до Знаеш сите, што, значи. поздрав до сите, јас нешто да кажам. Денеска е времето многу тешко. И брзо. Многу брзо. Многу мачно, за емотивни луѓе. За мене, ја умем некој така да кажам, па си пуштам некоја солза, па ќе напишам нешто на тој интернет, па после лајкови.
Значи, добро, чувствувам дека нешто, не знам зашто, така осеќам. Мислам дека ништо во животот со пари не може да се купи. Пред се треба да имаш човечност во себе. Многу сакам животни во заграда. Цвеќенца сакам. Само мачки. Мачиња сакам. Еве сега му велам ќе одам ја на снимање. Галена се вика, ти многу се гали. На цвеќето му викам издржи, тие се воденчиња ги знаат. Издржите го уште малку новембар, а они се лилакови розе распослани на тераса. Еве. Значи, едноставно да бидеш прво човек. Парите треба да имаш пари, ама да трчаш по нив, не, на таков начин не. И ете едноставно да имаме здравје сите, и гледачите и ние, тоа е најважно, здравје, И слога. една слога во фамилија, успех, работичка на младите работа да има, тоа е навистина многу важно, не може да се зима, деца треба работа. И во главном, а мојата музика, нека остане уште малце во мене, пошто јас уште ја чувствам тука. И на децата, па Јованче, милна баба, јас му пеам по он. И он цупка заедно пееме и така. Добро. Навистина убава Фала ви. порака до нашите гледачи. Маргица, благодарам што беше наш гостин на К3 телевизија. Фала, Благодарам што беше мој гостин во моето Серафимовски шоу. фала. Посакувам многу успех и понатаму и се надевам дека наскоро ќе имаме повторно едно интервју. Многу ви благодарам. Јас не мислев толку, сакав да бидам малце по-концизна, многу да не зборувам, меѓутоа Имаме што да си кажеме. има што да си кажеме и ништо лошо не кажавме. Поздрав до сите гледачи, поздрав до вашата телевизија и се најбо. Останете со К3 телевизија, почитувани гледачи, а се гледаме следната среда.